трети вечерва протести низ земјава за заедничка Македонија. 24-ти ден граѓаните бараат отфрлање на албанската платформа. Од центарот на Скопје повторно ја вклучуваме Ивана Стојановски. Ивана, повторно добро вечер. А што порачаа денеска организаторите? Добро вечер, уште еднаш Маја. Пораката која што пред малку беше испратена од овде од предсобранието од организаторите на овој протестен марш за заедничка Македонија, како и од присутните граѓани, е порака упатена до сите политичари да ги стават, како што велат тие, националните интереси пред личните и пред партиските интереси. Инаку и вечерва протестниот марш традиционално започна од пред владата на Република Македонија со интерпретација на македонската химна од страна на оперскиот пејач Игор Дурловски. Пред малку групата граѓани пристигнаа овде пред собранието на Република Македонија. Дел од организаторите се обраќаат пред присутните, упатуваат пораки, нели добро познатите пораки за зачувување на унитарноста на Република Македонија и за, како што велат, откажување од албанската платформа, која, како што велат тие, некои од партиите ја прифатиле. Предлагам во продолжение да слушнеме и дел од изјавите кои што беа упатени на почетокот на маршот, односно изјавата на еден од организаторите, Богдан Илиевски. Вчера на денот кога беше изјавена големата победа, кога председателот Иванов им даде до знаење на сите кој е домакин во оваа земја, Скопје го биде најголемиот протестен марш во историјата. Нашите до моментов опоненти кои поддржуваат тирански разни други платформи беа малце вознемирени и со право. Тие не можат да замислат толкова бројка без да има километарски колони на автобуси во Скопје. Овој народ е бедемот на суверена, независна и унитарна Македонија. Овие јадници граѓани се жив штит, што нема да дозволи некој однадвор да ја преуредува и да ја прекројува нашата држава. Така, тоа беше пораката упатена од организаторите на овој протестен марш, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Слични се и пораките кои што граѓаните, кои што и вечерва излегоа во голем број на улиците во Скопје, ги испратија од овој протестен марш. Тие велат дека не прифаќаат платформа која, како што велат, била постизборна, односно на граѓаните не им било дадено можност да се изјаснат по неа. Велат дека ќе останат на улиците се додека треба, односно се додека не биде загарантирана можноста за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Предлагамо продолжение да ги видиме изјавите од граѓаните. Ние сме овде, значи, против тиранската платформа, за Македонија суверена, самостојна, независна и унитарна Македонија. Додека има протест. Зошто сте излезени на улиците? За Македонија, за одбраниме. Унитарна да биде, не за до даје. До смрт. Тоа беше мислењето на граѓаните кои што, како што кажавме, и вечерва по 24-ти пат излегоа на улиците во Скопје и маршираа за зачувување на унитарноста на Македонија. Како што споменавме и на самиот почеток, освен во главниот град се протестираше и во голем број други градови низ Република Македонија. Нашите дописници таму ги следат протестите. Предлагам да слушнеме дел од атмосферата и да видиме дел од пораките кои што граѓаните ги упатиле од другите градови низ Републиката. Мислам дека имаме снимени материјали и изјави од Велес и од Охрид. Да ги погледнем. Кој што дети Македонија, му ќафасан, дека стани, дека се замини. Ние си ја сакаме Македонија, ќе си ја браниме, со крв ја имаме спечалено. Нашите дедовци, предедовци ни остаја во наследство. Да ја браниме, јас сум внуката на Питогулиот, неговиот син. И има мама лето стајно да ја брани Македонија. Доста ја делеа, доста ја делеа Македонија. Никого не напаѓаме, на никого го не му земаме. Сака да ни е подела, да ни земат јазикот, не даваме име, не даваме јазик, не даваме се. Целта е да
ослободиме Македонија. Исто сакаме како што си беше до сега. Нема повлекување, нема отстапување, нема преговарање и барање на некакво ултимативно решение. Доста ни од такви ултимативни решенија. 22 дена јасно кажуваме дека ние граѓаните сакаме унитарна Македонија, а не двојазичност и кантонизација. Така, ги слушнавме и дел од мислењата на граѓаните од внатрешноста на Република Македонија, каде што да напоменеме се протестира во голем број градови, освен овде во Скопје. Сигурно како што може и да се забележи, протестниот марш вечерва заврши, луѓето си разотидуваат полека, меѓутоа организаторите најавија дека протестите ќе продолжат и во наредните денови.